Добро вечер, Филип. Знам дека со нетрпение не очекувавте да дојдеме, па затоа јас денес нема да ви одземам од драгоценното време и веднаш ќе почнам со најавите. Минатата среда ви спомнав за отворањето на новиот кафе бар во Прилеп, Angels. Таму беше и Владко Лозановски, а ние го интервјуиравме. Вечер на сите урбани фаци, најновото издание на Urban Life, ексклузивно за вас. Знаете дека ние сме чекор напред и ги следиме сите новости во нашиот град. Како и вечерва, значи, отвараме еден нов клуб кој што се вика Angels. Вие доловуваме атмосферата внатре, но моментално до мене го имаме еден од најдобрите вокали во нашата земја. Тоа е Владко Лозановски, кој што ќе настапи на отворањето на овој наш нов клуб Angels. Да му посакаме добре дојде првин на Владко во Прилеп. Добро ве најдов. Да ги благодариме што одвои малце време само за во нашата емисија Urban Life. Голем поздрав до гледачите на Urban Life. Веќе сакам така чести завол со ми да го отворам пред се ми се пријатели тука во Angels и после тоа продолжувам кај пријателите во Лимит. Таму ќе имам настоп, така да се надам дека супер ќе помени све. Не доаѓаш прв пат во Прилеп, нели сега? Не. Имаш настапувано тука, да? Така. Како ти се допаѓа овој нов локал тука? Како ти изгледа? Дали ќе биде добро? Што пречувствуваш си за ова место? Па добро, за сега тоа што го видов, окей, све како што треба. Нормално сега започнуваат. Значи треба уште некои нијанси да се доработат, како што ми кажаа другарчињата, но тоа е само мали нијанси кои ќе бидат готови за 2-3 дена. Инаку, како што кажав, преска не сум прв пат во Прилеп, претходно сум бил многу пати скоро во сите локали и тука. Така, по големи места. Нашата публика ти се допаѓа? Да. Мислам дека е една од подобрата публика во Македонија во Прилеп. Мора да ги иствам, мора да го потенцирам и тоа што голем поздрав до градоначалникот Маријан, кој што ме повика на пивофестот пред 2 години. Така. И тоа. Добро. Ајде сега нешто повеќе за тебе. Што правиш во овој период? Јас прочитав нешто најнова врска со тебе, апликацијата за Android која што се вика Лозано, така? Да, Лозано се вика. Кој сака да спушти може да појде на Android маркетот. Во search може да напише Лозано или да појде на мојата веб страница lozano.com.mk, таму е има. Па добро. Што се одлучи некој од нашава земја да го направи тоа, затоа што во странство знаеме ова е веќе модерно, да ги следиме нашите најомилени пејачи, се врска со нив што прават ново. Така, ова така, не е ништо ново во светот, така да уште пред една година и пол сакав да го направам ова, ама ете на некои сплетна околности не го направив. Дојде прилика дури сега да го направам тоа, така да сите што имаат смарт телефони, кои што имаат Android оперативен систем, може да се имнат оваа апликација Лозано. Ќе има наскоро и за iPhone, тие што имаат iPhone. Така да се што е поврзано со мене, сите песни, музика, видео, новости, биографија нормално има на апликацијата, исто како што има на вебсајтот. И секогаш кога ќе имам некоја нова вест, ќе се апдейтува и сите кои што имаат апликацијата во својот џеб, со телефон може да видат. Нашите гледачи да стимнат секако и ние од екипата на Urban Life ова апликација. Ајде нешто од своја уста да им кажеме што правиш во овој период, дали можеме да очекуваме за брзо нешто ново. Да, па веќе да ти кажам право дека албумот е веќе при крај. Уште треба да се испродуцира добро албумот. Се надам дека ќе им се допаднат номерите на тој албум, кој што треба за скоро време да излези, а пред тоа ќе излези на номера, кој што мене искрено премногу ми се допаѓа. Се надам и на гледачите и на слушателите, нормално за гледачите ќе има видеозапис на истата. Дали стане збор за некоја твоја авторска песна или? Па не баш, ова сепак ќе биде на Лата Светковски, други авторски песни ќе има на албумот. Владко Лозановски, твојот последен албум беше 2010 година? 2009. 2009. Минувам, од него имаше 2 радиски хита, ако не се лажам. Па да, во мојот албум Лозано 2009 така беше именуван, имав 2 радиски хита, Сонце не ме грее беше хит на радиостаниците, додека блиско до мене беше трет од публиката.
Додека песна која ќе се најди на мојот втор албум, кога мене ќе ме немаш, беше па комплет радиски хит за 2011 година, така да ми се имам можност таква да имам универзална искористување ова година, така да ќе има еден мој солистички концерт универзална. Со дека сите твои песни се огромни радиски хитови, добро мора некоја да биде избрана како за некоја година. Се навратам само кратко наназад, твоите почетоци беа на Мак Звезди во 2007 година, нели? Да, тоа што отпочна 2007, па до 2008 негде јуни месец. Траеше тоа. Поминавме добри. Да, 9 месеци траеше тоа. Убаво си поминавме, супер искуство. Така да на 27 јуни на мојот роден ден езоив мојата прва песна. Врати ме се викаше и од тогаш почна и сите мои други песни. Исто така тоа беше и мојата прва награда Гран При во Охрид на Радиски фестивал. И од тоа што тој момент така ми сусреќи да имам и така се надевам големи хитови во Македонија. Многу гостувања на фестивали, голем број на награди, така да попатно си собираше по нека Гран При од Макфест. Па дома имам така накичевски речено паѓи награди. Така да ова лето минимум ќе имам уште 4 фестивала кои што треба да ги отпатувам и да ги изработам. Се преговарат уште на неколку. Така да 4 си сигурни, за некои се надам дека ќе стигнам на други. Во минатиот месец или предминатиот беа твоите настапи во Италија? Да, имав неколку настапи во Италија, супер си поминав, публиката таму во Италија е супер. Така да сега ме очекуваат и неколку настапи Швајцарија и Австрија. Да ги посетам таму македонците. Нормално настапите на Македонија. Чекам лето да дојде, албумот да ги спромовирам добро и тоа е тоа. Сите чекаме да дојде лето. Нормално многу повеќе заради што Владко Лозановски ни најави дека ќе има нов албум, нови хитови. Ние го следиме во секој чекор понатаму, кога ќе дојде повторно во нашиот град. Urban Life е тука, апликацијата Лозано на Android телефоните е тука. Ти посакуваме многу среќа. Фала ти уште еднаш што одвои време за нас и ветуваме дека прекрасно ќе се поминеме вечерва тука. Се надевам, ти благодарам тебе, поздрав уште на Urban Life гледачите. Се гледаме во следна прилика. Душата твоја е знам, макар и жала, свива до на влегувањето во Angels го наидовме на собственикот на истомениот клуб. Здраво. Здраво и на вас. Ти си Антонио. Да, јас сум Антонио. Знаеме дека со сегашната соработка ти си собственик на Лимит, сега пробуваш нешто ново, отвораме нов клуб Angels. Ајде нешто за клубот. Малку да ти исправам, не е клуб. Ќе биде кафе гастрономи Angels. Кафе гастрономи Angels. Значи нешто како пица, даска и слично. Луѓето ќе месат тука, нели? Па да, така нешто. Значи на почеток така би пробале. Малку да ја разработиме и кафешаната во Прилеп. Така. Бидејќи местото си го дава своето. Местото е одлично. Да, местото е одлично, видикот е одличен. Исто така. И мислам дека добро ќе функционира. Антонио, ти посакуваме многу среќа. Вечерва имате и еден ексклузивен гостин кој што ќе се повеќе забавате на уште повисоко ниво. Да, малку ќе не забавува Владко Лозановски вечерва, потоа продолжува во Лимит. Потоа продолжува во Лимит. Да, мислам дека убаво ќе се поминиме вечерва. Така, овде ќе мезиме, потоа продолжуваме на забава во Лимит. Фала ти, Антонио, уште еднаш многу среќа со ова. Се надевам дека ќе се видиме во некоја народна прилика, некој гостин кој што ќе не забава. Да, сигурно. Фала и на вас.
вечер. Ете сме тука со уште едни гости на отворањето на Кафе Гастрономи Angels. Како си поминувате? Супер, преубаво е, амбиентот е прекрасен, се е супер. И од сега редовни гости сме овдека. Така, во тоа се уверивме и ние, амбиентот е прекрасен, атмосферата е добра. Сега почнуваме, кажавме дека местото е одлично погодено, се надеваме дека ќе биде полно секогаш и одлично ќе си поминуваме. Дали ви се допаѓа оваа идеја? Кафе и гастрономи. Супер, идејата е супер, се е прекрасно, да продолжат вака и редовни гости ќе бидеме. Така е, му посакуваме одличен почеток и понатаму да трае ова уште долго. Така е, долго. Фала. Ете тука еден гостин го фативме како што пија, сигурно го чека месето, здраво. Да, здраво, јас сум Мартин. Здраво Миломе, јас сум Владко, ова е Urban Life. Дали ви се допаѓа вас ова идеја? Кафе и гастрономи Angels. Да, супер е идејата, добар кафиш, добро изгледа, па се надевам дека ќе се забавуваме тука. На сите нас ни се допаѓа, значи како што кажавме и со претходните гости му се допаѓа идејата да мезат и да пијат. Исто и тебе, нели? Па нормално, на кого не би. Да, многу ни се допадна, тука сме собрани од невладината организација, бевме поканети од Генус. Така. И со драго ја прифативме поканата, еве тука сме присутни и многу сме задоволни од организацијата и од амбиентот на кафечот. Значи ви се допаѓа амбиентот, да, ви се допаѓа ова идеја нешто да си мезнете, да си пивнете. Да, точно, да. Одлична атмосфера, одлична забава. Да. Позакуваме среќа на собствениците и да продолжат само така. И ние исто така. Фала. Забавата од Angels продолжи во Лимит. Еве погледнете како си помина таму нашата екипа. Дали често излегуваш во Лимит? Често? Да. Не баш. Да, многу. Дали знаеш вечер на кој настапува тука? Да, денеска настапува Владко Лозанов. Владко Лозанов. А затоа сте излезени во Лимит. Владко Лозанов. Владко Лозановски точен одговор ти добиваш 1000 денар. Владко Лозанов. Владко Лозановски точен одговор ти добиваш 1000 денар. Се шалам, ти не добиваш 1000 денар. Но прекрасно ќе си поминеме тука со Владко Лозановски. А омилена музика? Сите помал. Во твоите очи што тајни кријат. Дали гледаш ова? Да. Ретко. Сега ќе мораш да се гледаш, затоа во среда ќе те има тебе во Urban Life на телевизија. Urban Life дали гледаш? Гледам. Да. Среда 19 часот тебе во Urban Life. Фала, чао. Така гледам Urban Life. Si unidos cuando vayas, tu